Добро вечер во емисијата 360 степени налсад. Вечерва наши гости се вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи и подпредседателот на ВМРО ДПМН е Александар Николовски. Прв пат, после 27 години спор, имаме решение кое што е прифатено од двете влади. Имаме решение? Имаме, да, кое што е прифатено од двете влади, меѓутоа владите не се тие кои што одлучуваат сами за вакви прашања. Факт е дека ВМРО ДПМН нема релевантни информации за процесот и во оној момент кога нас ни биде презентиран предлогот, доколку постои како таков, ќе можеме да го изградиме нашиот став. Се претходно е несериозно. По стилот на она што беше кажано вчера, јас сум само Александар и ВМРО ДПМН ќе ги носи одлуките на тела и органи кои што ги има партијата, не можам лично да кажам било што. Претпоставам дека ќе треба да се отвора уставот. Ќе се обезбедат ли 2/3 во парламентот? Во оваа прашање мора да ја делиме суштината од формата. Дека за мене суштината е како ќе се наречеме, како ќе се вика јазикот, како ќе се вика народите овде, а форма е како ќе се имплементира. А ако тоа е прашањето на кое што ќе се крши имплементацијата на договорот, би размислили уште еднаш? Во која смисла? Па да поддржите уставна промена. Останете на Алсат, дебатата почнува по кратка пауза. Гледате 360 степени. Изјавите дека прашањето за името е блиску до решение, неофицијалните информации дека во игра е името Република Илинденска Македонија, исходот од самитот ЕУ Западен Балкан во Софија, перспективите на Македонија за отворање преговори со ЕУ и членство во НАТО се темите на кои вечерва ќе разговарам со вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи. Добро вечер, добре дојдовте. И Александар Николовски, подпредседател на ВМРО ДПМН. Добро вечер, благодарам. Благодарам што сте со нас. Османи, со вас ќе почнам. Инаку и двајцата бевте во Софија, во различни делегации, Османи во владината, Николовски во партиската, имавте мноштво средби, делумно може би и со исти, но и со различни соговорници. Со какви впечатоци се враќате, Османи? Mendoj që samiti në Sofje për edhe dita, 17 maj do jetë një nga ditët që do të shkruhen në histori. Ishte e mahniqme, është nder dhe kënaqësi për mu të isha pjesë e atij takimi ku 28 lider europian bisedonin për të ardhmen e rajonit. Është historik edhe në kontekstin se mbahet 15 vjet pas samitit të Selanikut, atëherë kur edhe u hap perspektiva europiane dhe Ballkanit Perëndimor, ideja ishte në këtë samit të vuloset perspektiva evropiane e Ballkanit Perëndimor, por jo vetëm mesazhi politik që u mor atje, por edhe veprimet konkrete që dalin nga vendimet e atij samiti, do të mundsojnë që ky rajon përfundimisht të merr drejtimin atje ku duhet. Реално земите членки на Европската унија ја следат Европската комисија во овој обид за наводно обновено внимание, обновен пристап кон регионот. Например, зборот проширување го нема во завршната декларација од самитот во Софија. Ne atje takuam prezidentin Macron, kancelaren Merkel, zonjën May në Shkup, 8 kryeministra dhe me të gjithë hapur kemi biseduar për të gjitha dilemat që kanë ata dhe kemi ne për këtë proces. Nuk ka hamendje sa i takon perspektivës evropiane nga asnjë shtet. Но таа е некако се уште дифузна. Ka hamendje sa i takon dinamikës së realizimit këtij integrimi, por se qëllimi përfundimtar, se ky rajon duhet bëhet pjesë e Bashkimit Evropian, nuk ka dilema asnjë vend perëndimor. Bile, argumenti im dhe joni ishte se në fakt nuk është zgjerim çështja e antarësimit të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian, është konsolidim i Bashkimit Evropian. Ne jemi të rrethuar me vende nga BE-ja dhe askush nuk do të lejon që një vrime zbrazë. Zašto je takva završната декларација? Për shkak ka pasur disa shtete që kanë dilema me dinamikën dhe samiti i zgjerimit ndoshta u transformua në samit konektiviteti, që të kënaqen pak dilemat e dinamikës, por është shumë e rëndësishme të bëjmë dallimin ndërmjet dinamikës dhe qartësisë së perspektivës europiane të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Disa vende mendojnë se bisedimet e tej zgjatura pa qëllim final se kur do jetë antarësimi i këtyre vendeve, mund të shkakton probleme tjera siç është rasti i Turqisë. Ne pikërisht rastin e Turqisë e marrim si shembull ndoshta nga ana tjetër, se
филими и биседимеве нук да thot антарсим. Поче се девиони nga rruga, ju mund të ndërpritni procesin e bisedimeve. Dhe këto ishin dilema dhe argumentet të cilët i bëni me vendet e Bashkimit Evropian, por absolutisht mesazhi i samitit është se Ballkani Perëndimor ka perspektivë në Bashkimin Evropian dhe se Maqedonia ishte ylli i këtij samiti. Николовски, вие сте подпредседател на ВМРО ДПМН, е заложен за овој делокруг на прашања поврзани со надворешно-политичките теми. Бевте во придружба на вашиот лидер Мицковски, вас ве видовме на низа средби таму. Со какви впечатоци вие си дојдовте од Софија? Прво Вие не учествувавте на овој главни оддел, но имаше низа други пропратни важни настани. За нас најбитниот момент кој што можеби не е толку интересен за јавноста, но за нас е вондено значаен како ВМРО ДПМН, ова беше прв самит на Европската народна партија на кој што учествувавме како ново раководство и беше начинено признание за нас, условно кажано не примија во клубот, затоа што имаше известни колебања предходно со старото раководство? Не би рекол дека имаше колебања, тие беа етаблирани, сега ние требаше да се, иако јас имам одредени лични контакти од предходно, но како раководство требаше да покажеме кои сме и што сме. Не на линија на тие некои вести порано што се појавуваат, поканет овој, не поканот и така натаму. Тоа беа лажни вести од одредени групации внатре во партијата кои што околу конгресот имаа одредени своји амбиции, но мислам дека тоа сега веќе поминато. Она што е битно е дека имавме средби на највисоко ниво со председателот на Европската народна партија, со комесарот Хан кој што е подпредседател на Европската народна партија, значи во тоа својство. Понатака канцларот Курц кој што беше највисоко ниво кој што дојде на самитот затоа што канцларката Меркел не дојде заради расправата за буџетот дома во Германија. Се видовме и со неколку традиционални пријатели како Пленковиќ, како Орбан, така што во тој дел ВМРО ДПМН можам да кажам дека имаше успешен самит. Во однос на она што интересира јавноста, што е приказната што вие ја продавате и што е тоа што го слушате. Она што ние јасно го кажуваме е дека ВМРО ДПМН мисли дека Македонија нема алтернатива за членство во Европска унија и во НАТО. Јасно го кажуваме тоа. Сметаме дека државата треба час поскоро да почне преговори за членство со Европската унија, без разлика што сме ние опозиција во моментов го поддржуваме тој процес и на тој процес треба да се гледа државнички, а не да се гледа партиски. Ги замоливме сите оние со кои што се видовме да помогнат, да се забрза целиот овој процес. Во исто време дадовме критика во сектори каде што мислиме дека има критика. Пред се забележуваме појавни форми во овие една година од владење на оваа влада, особено во делот на СДСМ, на едни повторување на лоши практики од минатото, пред се во делот на правосудството и владење на правото и во делот на медиумските слободи и со факти ги презентиравме со документи на што тоа се однесува и силна загриженост околу економијата. Така што ова се главните точки за кои што разговараме. Го видов Мицковски во една изјава дадена во Софија во која вели: нагласивме дека нема реформи во здравството, нема реформи во образованието, нема реформи во правосудството и сега ја продолжува реченицата и исто така го нагласивме нашето учество во донесувањето на реформските закони. И сега нели е малку контрадикторно тоа, нема реформи, а вие учествувате во реформски процес. Следна е поентата тука. Значи разговаравме околу делот на враќање на ВМРО ДПМН во работата на парламентот и истакнавме дека во одредени закони самите ние иницииравме постапка за разговор со цел да се донесат. И тие закони се донесува, сметаме дека се квалитетни решенија. Она на што не загрижува и затоа кажав се практиките, затоа го употребив тој збор. Практиките кои што се применуваат, кои што, повторувам, ги имаше и во минатото и ние сме свесни за тоа. Сметаме дека беше грешка, ВМРО ДПМН си ја плаќа цената за тоа во опозиција, но сега ги гледаме во иста или во најмала рака полоша форма, пред се во делот на владењето на СДСМ и тоа силно не загрижува и го критикуваме. Дали добивате јасни пораки од европските соговорници за потребата да бидете конструктивни во процесот на решавање на прашањето за името? Во однос на прашањето за името, сите сакаат да се реши, сакаме и ние да се реши, затоа што е спор кој што практично ја прати државата од основањето. ВМРО ДПМН тука има јасни позиции, ги знаат сите позициите, исти се, не променети се од 2005 година. Така што, доколку имаме решение во рамки на тие позиции, во тој случај ние би биле сретни да има решение, но доколку нема решение во рамки на тие позиции, тогаш секако дека би имале проблем со едно такво решение. Ги знаете нашите позиции, не би дозволиле промена на уставот со цел промена на уставното име,
Бараме гаранции за именувањето на македонскиот национален идентитет во смисла на именување на јазик, култура и националност, народ. И третото, било кое решение мора да оди на референдум за граѓаните да кажат своето мислење. Ова се исти позиции кои што ВМРО ги има 13 години од 2005 година навак. Велам, на тие средби слушате ли појасни пораки во смисла на тоа дека можеби сега е шансата да се реши ова прашање и дека ВМРО треба да го помогне тој процес? Да не звучи како анегдота, јас учествувам на вакви средби извесен временски период наназад. На секоја средба истата реченица се кажува, сега е времето, што има и некоја логика, имајќи предвид колку долго трае спорот и секојаш велат подобро е да го решите сега отколку подоцна, што мислам дека се пријателски пораки. Ќе се согласите дека сепак сега личи како да има креирано некаков моментум. Па дека има позитивна атмосфера се слагам. Суштината не можам да ја коментирам за тоа што не ја знам. Може би е згодно овде да направиме пауза, а потоа да продолжиме овде каде што застанавме околу прашањето за името, што е точно, што не е од ова што како неофицијална информација се појавува овие денови. Благодарам за сега, ве поканувам да видите налса. Ја продолжуваме дебатата со вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи и подпредседателот на ВМРО-ДПМН Александар Николовски. Зборувавме делумно за исходот од самитот ЕУ Западен Балкан во Софија. Го начнавме и прашањето за името, овој претходен прв дел, па сега продолжуваме таму каде што застанавме. Османи, од Софија стигна информација дека е направен напредок во преговорите за името. Во нијанси се разликуваат изјавите на грчкиот премиер Ципрас и на македонскиот Заев околу тоа до каде е стигнат процесот. Заев рече за една опција се чини дека е прифатлива за двете влади и сега како да го толкуваме тоа, дека Ципрас и Заев си дадоа рака за таа опција? Ока, јас реков и претходно дека Софискиот самит ќе биде историски. И не само поради европските бенефити на државата, заради одлуките и заради декларацијата и мерките што се превземени, но и заради значителниот напредок, исклучително значителниот напредок за прашањето за името. И, како што рече и премиерот на пресконференцијата, дека прв пат, после 27 години спор, имаме решение кое што е прифатено од двете влади. Имаме решение? Имаме, да, кое што е прифатено од двете влади, меѓутоа владите не се тие кои што одлучуваат сами за вакви прашања, тука влегуваат и другите чинители во општеството, тука влегуваат опозицијата, председателот на државата, граѓаните, така да затоа велиме значителен напредок, а не велиме завршено прашање, значи, заради тоа што само еден чинител, односно важен, можеби најважниот чинител, тоа е мнози. Тоа што владите си дале рака не значи дека имаме решение. Затоа што за да има решение треба да има све. Цело е кога има све. Треба сите чинители во двете општества да се согласат на тоа решение. Меѓутоа, ова е постигнување без преседан, бидејќи ние никогаш во овие 27 години не сме били во ситуација да двете влади се согласуваат за едно решение. Доколку тоа решение биде прифатливо дома, бидејќи целиот овој процес ќе се одвива низ најтранспарентен и институционален можен начин и доколку се добие ист впечаток и од другите важни чинители во општеството, тогаш се разбира дека тоа ќе биде финалното решение. Предпоставам дека е неумесно и од мене пред да се одржи лидерска средба да инсистирам на многу детали, но како ги коментирате овие неофицијални информации дека во основата на пакетот на решението е името Република Илинденска Македонија? Видите, јас имам многу притисок и не само јас, сите ние што бевме таму од страна на новинарите. Мислам дека е малку несензитивно, бидејќи новинарите ги чувствувам како дел од чинителите кои што исто треба да бидеме свесни на колку важен момент сме од оваа прашање и секој треба да го даде својот придонес. Добре, висок е јавниот интерес, мора да ги разберете и медиумите. Знам дека е интересот, меѓутоа мораме да сме свесни за сензитивноста на прашањето. И затоа ќе дозволите прво процесот да оди по нормален институционален пат, да се консултира прво опозицијата, да се информира председателот на државата, лидерите на политичките партии кои што сочинуваат коалицијата се внатре во процесот и ги знаат деталите, меѓутоа мора да ги вклучиме и другите и отпосле ако ќе се добие нивното мислење, тогаш да се излезе во јавноста и да се соочи прашањето со јавноста. Сега е прерано,
избрзано и премногу може да го ризикува процесот. Затоа барам и замолувам за внимателност, не се работи за повеќе од ден-два. За жал, владата реши и овој процес, особено премиерот и министерот за надворешни, да го водат целосно соло. Тоа е нивни избор, прашање на стратегија, на тактика како ќе настапат. Единствени релевантни информации кои што ВМРО-ДПМНЕ ги има добиено се во јануари, кога медијаторот Нимиц представи сет на идеи и ние тогаш и сега во ФМФР кажавме дека нема и коментираме, и еве гледате во еден период од скоро 5 месеци не ги коментираме тие идеи. Од каде таа недоверба кај владата или кај СДСМ према ВМРО-ДПМНЕ можеме да коментираме, но ова е фактичка ситуација, така што се што знае ВМРО-ДПМНЕ во моментов се информациите кои што ги добива од медиумите. И мислам дека е несериозно било што јас да искоментирам овдека врз основа на медиумски информации. Се сеќавате ли на изјавата на Мицкоски дадена по првата лидерска средба, во која што рече да, ова беше средба од доминантно информативен карактер и сега целата одговорност за преговарачкиот процес е на владата? Точно затоа што владата и на таа, сега рековме дека нема да име со детали, и на таа средба, можам кратко само да кажам, инсистираше да министерот за надворешни ја преземе целосно работата. Ние рековме во ред, но и на таа средба премиерот вети дека редовно ќе не информира. Од редовното информирање нема ништо. Така што кога правите одредени договори, треба да ги почитувате, но тоа е стил на Заев. Како се однесува, убаво изгледа во јавност, кажува работи кои што јавност сака да ги чуе, во реалноста е нешто друго. Како и да е, тоа е сега фактичка ситуација. Факт е дека ВМРО-ДПМНЕ нема релевантни информации за процесот. Информациите ги добива или по дипломатски канали, или од пријатели, или од медиуми, но мислам дека било кој од овие три извори не е доволно релевантен за ние можеме да изградиме став и во оној момент кога нас ќе ни биде презентиран предлогот, доколку постои како таков, ќе можеме да го изградиме нашиот став. Се претходно е несериозно. Мислам дека имаше малку, да бидеме сега искрени, мислам дека е време веќе за искрено разговарање и тргање на партиските интереси. Имаше, да, малце разочарување и недоверба во владата после изјавите на амбасадорот, нашиот амбасадор, после средбата со Нимиц, кога некоординирано излезе и кажа став по однос на предлогот на Нимиц и тоа создаде малце недоверба, но не беше тоа никаква причина да нема транспарентност во процесот и мислам дека имаше транспарентност во процесот и етничка инклузивност, која што е без преседан во овој дел од решавање на прашањето, меѓутоа и информациите што ги имам јас дека премиерот е во постојана комуникација со председателот на ВМРО-ДПМНЕ, а министерот за надворешни работи со председателот на државата. И дека таа ситуација можеби не се одвива секојдневно, таа координација, меѓутоа во клучните моменти на прашањето информирање имало цело време и покрај, ви велам, недовербата која што беше создавана заради изјавата на амбасадорот. Ако може да искоментирам. Прво, по однос на амбасадорот, амбасадорот ја представува државата и одговорни за него се Министерството за надворешни работи и председателот на државата. Така што јас не гледам што ВМРО-ДПМНЕ тука би можело или не би можело да направи. Можам да ја коментирам неговата изјава од позиција на политичар, но мислам дека нема помогне во моментов на процесот со еден таков коментар. Така што ако тоа беше образложението на владата, мислам дека не држи. Ако беше идејата да министерот го преземе процесот, требаше да го каже тоа јавно, ние немаше да направиме никаков проблем, на крајот на денот е министер, тоа му е работа. А во однос на комуникацијата помеѓу Заев и Мицкоски можам одговорно да кажам дека комуникација релевантна немало. Неколку пати кога се разговараше околу реформските закони од наша страна беше инициирано прашање, беа договорени од типот нема ништо ново, нема ништо значајно, кога и тима ќе ви кажам, генерално е во рамки на тоа што се случува во медиумите, несериозно е тоа. Николовски, решението за името е пакет практично, таму не е еден елемент, таму се серија елементи и предпоставувам балансирањето, нивелирањето на сите тие детали ќе биде многу важно. На крај ќе треба да го видиме навистина пакетот во целина пред вие како политичари, ние како граѓани да заземеме став. Но да ве прашам околу основата на решението, за кое што има неофицијални информации, тоа е дека тоа се базира на Република и Линденска Македонија. Што мислите вие? Лично еве. Па мислам дека е многу несериозно било што да кажам, имајќи предвид дека сме изолирани надвор од процесот.
А уште повеќе мислам дека е несериозно да било што кажам додека не видиме што се разговарало во Софија. Повторувам, ќе беше многу покорисно да се видевме ние во неделата или понеделникот, да бевме брифирани до кај сме, може да ќе дадевме некоја сугестија, идеја. Еве најконструктивно зборува. Можеби ќе можевме со Европската народна партија и ние нешто да издискутираме, па да оди процесот. Владата реши да го води вака, чим реши да го води вака, се додека немаме релевантни информации, е несериозно било што да кажам. Лично не би коментирали? Па несериозно е. Во стилот на она што беше кажано вчера, јас сум само Александар и ВМРО-ДПМНЕ ќе ги носи одлуките на тела и органи кои што ги има партијата, не можам лично да кажам било што. Добро, Османи, вчера ја видовме подпредседателката на ДУИ во јавен настап како зборува за тоа дека Илинден ги обединува македонците и албанците. Тоа беше некаква индиректна илузија, предпоставувам на... Не беше кажано воопшто во контекст на некое име, бидејќи реално ние не коментираме за шпекулации кои што ги има во медиумите. Ние сме кажале дека ќе одиме по најтранспарентен и институционален пат, дека прво ќе го информираме председателот на државата, опозицијата и после јавноста следствено, откако ќе ги добиеме и нивното размислување. Подпредседателката Рифи има коментирано по однос на Илинден како феномен. Од каде сега еднаш Илинден во таква емисија? Па не знам, веројатно во контекст на прашањето, во контекст на прашањето кој што е било поставено, но не во контекст на некаков предлог решение, и апсолутно е точно дека мултиетнична Македонија е создадена во Илинден, но тоа не го ставаме во контекст сега на ова решавање, но од секогаш сме кажале дека имаме апсолутно shareholding на некој начин или поделена одговорност во делот на создавањето на државата уште тогаш. Мене како новинар ми е дозволено да бидам послободен. Што мислите? Предпоставам дека ќе треба да се отвора уставот. Ќе се обезбедат ли 2/3 во парламентот? Јас овој мој став сум го кажал во неколку наврати, тоа не е став на владата или став на преговарачката позиција на државата, мој личен став дека во оваа прашање мора да ја делиме суштината од формата. Дека за мене суштината е како ќе се наречеме, како ќе се вика јазикот, како ќе се вика народите овде, а форма е како ќе се имплементира. И убеден сум дека кога имате добро решение, тогаш е многу помалку важно колку ќе се употреби. Нешто што е добро може да се употреби многу, бидејќи е добро. Нешто што не е добро и малку да биде, нема да ќе има штетни ефекти. Затоа сметам дека во овој период некако фокусот на двете држави беше ставен на формата повеќе отколку што е потребно. Дека треба ние да се фокусираме на суштината, бидејќи тоа беше причината овој спор да постои. Никогаш формата не ни беше и ширината на апликација не ни беше проблематична. Затоа, кога ќе излезе предлогот, доколку биде прифатено, и ако сметаме дека е тоа добро решение, тогаш нека го има повеќе и повеќе во апликација, бидејќи доброто треба да го споделиме. Николски, вашиот став на истото прашање. Ставот на ВМРО-ДПМНЕ е јасен. Ние сме против промена на уставот, со цел промена на уставното име на државата, затоа што какво и да имаме решение, ќе е полоше од решението Република Македонија, кое што го имаме во уставот. Немаме ние право да, како генерација, менуваме име кое што оваа држава го зела за себе не вчера, не завчера, туку од Асном па навака. И тоа е име кое што стои во уставите, без разлика дали биле во рамки на поранешна Југославија или во независна Македонија. И затоа секоја промена на уставот за нас е проблематична и не ја прифаќаме како таква. Име за меѓународна употреба е веќе друга дискусија и можеме тука да дискутираме. Гледам дека грците инсистираат на промена на уставот. Тоа е една тактика која што е многу јасна. Слободно преведено е мета која што се движи. Значи, тие одат цело време колку и македонската страна да има одредена позиција, да се вратат чекор назад. И прашањето е што ќе се случи кога ќе стигне до зидот, односно нема веќе враќање назад. А промена на устав мислам дека е една таква ситуација. Понижувачки е за било која држава под диктат на сосед да менува устав. Да е тоа слободна волја на граѓаните, друга работа. Да пратениците излезат на избори и побараат таков мандат и после тоа да направат промени на устав е исто така друга работа. Но со меѓународен договор, се извинувам, со меѓудржавен договор со сосед вие да менувате устав, мислам дека е понижување. Мислам дека
тука е финесата дека да, под диктат нема да се промени, меѓутоа ако е по некој предлог кој што бил даден од наша страна, тогаш веќе имаме новата ситуација. Ако тоа е прашањето на кое што ќе се крши имплементацијата на договорот, би размислили уште еднаш? Во која смисла? Па да поддржите уставна промена. Не, ставот е јасен на ВМРО ДПМН тука. ВМРО ДПМН има јасен став и се додека партијата не заземе друг став, а во моментов го има овој став, не би можел да кажам ништо различно од ова. И ставот е исти 13 години. Османи се зборували за секвенците, кога што би се случувало? Ако има подпишан договор, дали тоа би било доволно за Грција да се согласи со почеток на преговори со ЕУ или ќе треба сепак договорот да биде ратификуван најмалку во македонскиот парламент за да се добијат преговори со ЕУ и покана за членство во НАТО? Кога би одела ратификацијата евентуална на приемот во НАТО? Не можам да навлезам во деталите, иако прецизно се дефинирани. Меѓутоа, тоа што сакам да кажам е дека смислата зошто воопшто ние влегуваме во тој процес на преговори, затоа што ни е важно за ЕУ и НАТО. И дека доколку овој процес не би бил поврзан и нема како резултат започнување на преговори и членство во НАТО, тогаш губи смисла воопшто за постоење на целиот спор и на самиот процес. Така да динамиката, од тук тоа наметнува дека динамиката на имплементација, односно тоа што се вика операционализација на да во чекори, треба да е комплементарна на чекорите за членство во НАТО и преговорите за ЕУ, инаку све друго не би имало смисла. Добро, ќе одиме на уште една пауза, па ќе продолжиме дебатата. Бидете нас. Бујар Османи, Александар Николовски се и понатаму во студиото на 360 степени. Господин Османи, гледате ли опасност целиот овој комплекс на теми кои што очигледно се поврзани една со друга? Решавањето на прашањето за името, перспективата за отворање на преговори со ЕУ, перспективата за добивање покана за членство во НАТО, да се скрши кај неволноста на дел од земјите членки на ЕУ во овој момент да се согласат со почеток на преговори за Македонија и Албанија? Вака, мора да објасниме прецизно. Апсолутно само спорот и решавањето на спорот не е единствен влезен билет за започнување на преговори. Но без започнување на преговори губи смисла првиот процес. Но тоа не значи дека ние треба да останеме без реформи и дека доколку го решиме името, ние по секоја цена ќе влеземе. Тогаш ќе се отвори, се разбира, прашањето на спремноста наша да започнеме. Точно ли е дека се чини дека на планот на НАТО ситуацијата е почиста и дека таму нема резерви, дека штом се реши прашањето за името и Грција смета дека, не знам, фазата од имплементацијата на решението е доволна за да се согласи со испорачување покана, дека тоа ќе се случи? Кај делот на НАТО резервите се само кај Грција, бидејќи тоа е еден чекорен процес, процес со еден чекор, кој што не може понатаму да се спречи. И доколку Грција е окей за решавањето, тогаш ние немаме друг проблем за НАТО. Кај прашањето на ЕУ, немаме проблем со некаков отпор во Грција, туку со дилемите во некои земји членки во мислите по решение за името, да не се добие погрешно. Не, после решение. Затоа велам доколку Грција нема проблем со решението, тогаш се излегуваат на површина дилемите на некои држави не кон Македонија или Албанија или конкретно, туку кон проширувањето како процес, сметајќи дека дебатата што ја води претседателот Макрон во Франција, а тоа е дали Европа треба да биде посилна пред да биде поширок. Односно, дали треба прво да се направат реформи во кои што процесот на консензуално гласање ќе се смени пред да се внесат другите. Го разговаравте ова на средбата со Макрон отворено? Разговаравме најотворено можно и ги кажавме сите наши аргументи за започнување на преговори и ризиците кои што може да произлезат од незапочнување. И што беше одговорот од другата страна? Значи, се разбира дека он ги кажа тие дилеми кои што ги има по однос на функционирањето на Европа и потребата од зајакнување на Европа и дебатата што ја води
внатре. Меѓутоа, се разбира дека останува важно прашањето на името, дека ќе даде буст на тој процес, но ние мора да сватиме дека реформите не се само технички процес на штиклирање на коцки и мерки, туку е тоа трансформација на општеството во кој духот на мерките мора да се одрази во нормалното. Мислите, ако има решение за прашањето за името, сепак би било тешко некоја земја членка да не се согласи со почеток на преговори? Мислам дека ќе губи смисла, лично овој мој став, дека ќе губи смисла процесот на решавање на спорот, доколку после тоа има уште една пречка за започнување на преговори. Значи, ние не бараме членство во ЕУ сега, ние бараме шанса, затоа што самиот извештај покажа дека во кумулативниот напредок на државата ние сме на прво место со земји кои што имаат отворено 30 поглавја. Црна Гора или и Србија. И тоа укажува дека ако ние во еден процес без преговори, во една симулација внатрешна, како да има преговори, сме стигнали, и тоа не само оваа влада, и претходната влада, и другите влади, сме стигнали да бидеме први. Замислете каде ќе бидеме со отворен процес на преговори со тие... Но ако е тоа резултат на процесот, подобро да не го почнуваме. Мислам сега да не го глорифицираме ова ниво за кое што зборувате. Знаете, сепак, усвојување на законска регулатива не значи ништо, нели? Но е многу важно. Но е многу важно и после се разбира ќе треба политичка волја, значи каде е гепот во Македонија? Гепот е од законот до имплементација на истите. Меѓутоа, самото донесување на закони е поминува низ важен процес на усогласување во државата, кој што не треба да се потцени. Нас ни фали и ни фалеше тој мост на транслација на духот на законите во нормалното живење. Останува тоа како сериозен проблем, да. Но тоа што сме го констатирале дека секогаш е во директна пропорционална корелација со перспективата за ЕУ. Кога перспективата е јасна и однесувањето е согласно законите на ЕУ. Кога перспективата се губи заради некакви причини, вклучувајќи го тука и името, тогаш и однесувањето на луѓето во системот е спротивно на тие ЕУ вредности. И затоа некако се местат коцките да решавањето на спорот веќе дава автоматски можност да се имплементираат и законите и да се одразат во нормалното однесување, кој што потоа ќе значи и напредување во процесот. Николовски, предпоставам овој комплекс теми и вие го дискутиравте со дел од вашите соговорници. Мислам дека поставите најбитното прашање вечерва кое што треба да го дискутираме, кое што има две линии. Првата е, треба да е јасно на македонската јавност дека ние дури и да го решиме како држава спорот за името, немаме гаранција дека ќе почнеме преговори. Што е ситуација комплетно различна од тоа што беше до пред неколку години. Дека нема ги почнеме во јуни, односно дека во јуни нема да добиеме датум за почеток на преговори, тоа им е јасно на сите. Значи, дури и да објават следна недела дека имаат финален договор за ЕФ и Ципрас, ние во јуни нема да добиеме датум за почеток на преговори, што е пораз на овој процес. Да правиме разлика. Мислите дека не е можно ни одлука да се донесе или дека нема... Значи, вие мислите дека ништо нема да има во јуни за Македонија? Во јуни ќе се одложи одлуката за декември. Значи, ние со решен спор за името, со подпишано, со очигледно договор да се промени уставот затоа што сите сигнали одат натака, нема да добиеме ни формална одлука која би бил датумот. А датумот не е утреден, да знае јавност. Значи, например, во јуни може да се донесе одлука дека преговорите ќе почнат следниот јуни. Во јуни нема да има ни таква одлука, туку ќе се одложи целото одлучување за декември. Тоа е првата линија што сакам да скоментирам. Да, и причината каде е лоцирате? Во втората линија. Втората линија е што треба да сме искрени. Оваа влада е влада на едно прашање. Од формирањето на влада до денес премиерот не работи ништо друго, освен што создава позитивна атмосфера и разговара со грците. Ние 2017 година беше прва година кај што видовме дека нема раст на бруто домашниот производ, а во 2018 година буџетот не може да го реализираат. Во првите 3 месеци од 2018 година реализација на капитални инвестиции е 4%, иако треба да е 25 математички ако ја поделите работата, или минимум 20 ако има образложенија се носат планови и така натака. Мислам дека е 8%, но не се едно е многу низок. До март беше 4%. 30 милиона од 400, мислам дека беше точно 4%. Добро, но е исклучително ниско. И Министерството за финансија потврди бројката и статистика. Во однос на реформи во Македонија нема. Значи, реформи во Македонија сите гледаме
дека нема. До изборите владата го критикуваше судството, сега гледаме дека истото судство им одговара, затоа што за одредени случаи кај што, на пример, одговара премиерот, очигледно ќе има ослободителни пресуди. До изборите, и тука морам да кажам дека не се однесува на телевизија во која што сме, имаше критики за одредени медиуми од владата, сега гледам истите тие медиуми не променија уредувачка политика, пак водат провладина, ама владата се смени и имате хвалоспеви од по 15 минути како владата е најдобра, од вкупно 20 минути вести, како е најдобра, најмногу работи, најмногу проекти прави и така натака. И тоа нашиве пријатели од Брисел го гледаат. Точно е дека даваат поттик да се реши прашањето за името, но во исто време не се ни наивни, ни глупави и гледаат дека тука нема реформи и затоа не се согласни да почнат со нас преговори. И клучното, го зборував и претходно, не сакам да излезам од контекст. Ние можевме да се издвоиме од таа група на земји, односно Македонија со реални реформи. Можеше да се издвои, Македонија не успеа да се издвои и сега да обвините. Не, затоа реков не сакам да излезам од контекст и сега нас одлуката за почеток или не почеток на преговори ни зависи од расположение на други држави, реформи во други држави и од политичка ситуација во земји членки, што доколку имавме силни реформи, немаше да биде случај, односно никој ќе немаше аргумент против таа работа. Зошто не држи ова што го кажува Александар? Затоа што проценката дали има или нема реформи ја дава Европската комисија. Не се дава тоа на дебати, не го даваат политичките партии. Иначе би оставиле политичките партии да проценат и Советот на Европа да донесе одлука врз основа на пресконференциите на политичките партии. Затоа тие ја имаат ангажирано Европската комисија да направи анализа, длабока анализа, објективна, не политичка, и да кажат дали сметате дека оваа држава треба да ги почне преговорите. Европската комисија излезе со препорака до Советот дека оваа држава е една од најдобрите во регионот во смисла на прогресот, има најдобар политички прогрес од сите 6 земји во минатата година, има вкупен најдобар прогрес економски, што ви одговара и на вас, бидејќи тој економски прогрес, значи, во минатата влада направен, и дека е на прво место во однос на транспонирањето на законодавството. И, објективно, значи, комисијата не носи политичка проценка за подготвеноста на државата, само објективна, и го носи до Советот. Советот носи веќе политичка одлука. Затоа, значи, мора да ги споделиме работите. Дека извештајот на Европската комисија е научниот извештај, емпиричкиот извештај, во кој што не можеме да спориме и тука да дебатираме. Дали Македонија е подготвена или не подготвена. Науката вели да, подготвена. Сега, доаѓаме на втората фаза каде Советот носи одлука. Тука веќе одлуката е политичка. Ајде сега тука да го изостриме. Николовски тврди дека дел земјите членки имаат... Има делумно право, меѓутоа основната причина за дилемите не е состојбата во државите, туку дилемата во европските кор држави, за тоа каква треба да биде Европа. И тоа е доминантната причина, доколку има некое креативно решение, како што вели Николовски, во јуни да се даде условена дата. До сега имавме условена препорака, сега за креативни разговорања за условена... Уште пред да се објави извештајот, во разговори со врвни европски дипломати ми беше кажано, за жал тоа се потврди. Рекоја, Македонија ќе се цени по однос на 3 работи. Првите 2 се политички, а третата е реформски. Односно, ќе се цени врз основа на реализација на Пржинскиот договор, ќе се цени врз основа на начин на спроведени избори, се мислеше на локалните избори, и врз основа на реализирани реформи. Пред објавување на извештајот ми беше кажано истото што после тоа го видовме во извештајот, дека во однос на политичкиот дел, реализација на Пржински договор и реализација на избори ќе има позитивни оценки, но во однос на спроведување на реформи во конкретни области, кои што не се политички, здравство, социјала и да не ги бројам, дека има исклучително негативно расположение затоа што работата не движи. И затоа не ни треба на Европска комисија ни каже, го чувствуваат граѓаните на дневна основа. И тоа е проблемот. Не е само проблемот дали ние ќе почнеме да преговараме годинава в година или за 2 години. Проблемот е што граѓаните го чувствуваат тоа, а на крајот треба да преговараме заради самите нив. И точно е дека има земји кои што се скептични, најмалце 3. Но ние им даваме храна на тој скептицизам. Ние го подхрануваме тој скептицизам за во нивните држави
во Франција, во Холандија, во Данска, да може тој скептицизам да расте, затоа што е факт дека ние стагнираме или одиме надолу. И тоа го гледаат сите. Овде е пак концептуална е разликата. Ние 27 години работевме нели на подобрување на државата. И тоа што викам, владата на ВМРО, на делот на ВМРО, мисли дека држава се прави со проекти. Јас мислам дека држава, и ние во ДУИ цело време мислевме дека држава се прави со темел прво, па после се прават проекти на тој темел. И да, можеби оваа влада е претежно еднотематска. Така е впечатокот барем. Во првата година, една година има од оваа влада. И ако успееме таа тема да ја завршиме во првата година од владата и да ставиме темел на куќата, да ставиме темел на оваа држава за наредните векови, тогаш вреди проектите малце да почекаат за наредната година. Бидејќи сите тие проекти... Нема, знаете зашто не се слагам? Министерот за здравство не преговара за имево или министерката за труд и социјала? Сите тие проекти нема смисла без основниот кохезивен елемент, а тоа е перспективата на државата, безбедноста на државата. Едното не го исклучува другото. Значи јас се слагам со вашево. Би било добро Филипче или Царовска не преговараат за името. Ама и не одат на работа. По 4 сати на работа. Меѓутоа, ако успееме оваа година да завршиме едно прашање кој што тоа што вика Заев ќе даде имотен лист на државата, ќе стави темел на државата, верувајте дека многу полесно втората година ќе се одвиваат и реформите, и економските, и здравствените, и социјалните. Затоа велам, оваа година не е година на оваа влада, на целата држава, во кој што дебатите политички и економски ќе ги субординираме на најважното нешто. Се надеваме до наредните денови ќе го затвориме оваа прашање, па после ќе излеземе на ринг и ќе дебатираме по однос на другите. Ова звучи одлично, но има проблем со реалноста. Реалноста е дека во владата со ова прашање се занимавате вие, се занимава министерот за надворешни, нормално се занимава премиерот. Има уште еден тон ресори, не само на министерско ниво, туку и на пониско, кои што ништо не работат, кои што не одат на работа. Значи, работно време за министер е од 10 до 2, за директор е од 12 до 2. Цело Скопје го знае, се гледа тоа. И затоа нема реформи, затоа нема напредок. Да преговараше Филипче за името во ред, нема време да направи реформи во здравство. Ама не преговара за името, а во исто време болниците кои што беа почнати да се реновираат, се запрени година дена, затоа што некој треба тоа да го надгледува, да види како оди, да отиде таму, да поразговара со медицински персонал, што им треба и како им треба, да поразговара со компанијата која што го работи тоа до кај, да ја притиска, да убрза. Не се прави таа работа. Не се обидувам да ги бранам министрите, пошто реално и не ја наблюдувам блиску нивната работа, бидејќи сме фокусирани ептен интензивно на оваа прашање, меѓутоа мора да имаме предвид, доколку е така како што велите, дека ова е прва година од нова влада. Многу е лесно кога истата влада продолжува и ги продолжува истите проекти. Новата влада, согласно програмата што ја има, треба да ги запира некои проекти кои што смета дека се несоодветни на низината политика, таму во ресорите кај што ги води, и треба да почне со нови проекти. Проекти не се прават и завршуваат во една иста година. Затоа има неколку околности кои што оваа година не ја праваат референтна за проценка на способноста на една влада. Прво, субординацијата на темите во однос на прашањето на името е логична, рационална и потребна. Второ, имаме транзиција на власт во некои ресори кои што значат и физички проблеми заради кадровските промени, заради смена на проектите, заради некои други околности во кои што луѓето од едната гарнитура не ги подпишуваат проектите на другата гарнитура. И сето тоа полека овој корпус да го затвораме. Имам уште едно прашање за Николовски. Најавувате протест пред владата на 2 јуни. Моето прашање би било, нели мислите дека тоа некако потоа ќе ви создава сличен тип на обврски, поврзан со вашето политичко делување? Зошто се решавате сега на протест пред владата? Неспорно е, нели, како велат двете најголеми партии во Македонија, секојаш може да направат масовен протест, но дали во период во кој што потоа од вас ќе се очекува да бидете во парламентот, да бидете конструктивни, нели, да гласате дел од овие проекти за кои што вечерва зборуваме, ова излегување на улица нема да ви создава друг тип на очекувања кај вашите гласачи и генерално кај јавноста? Ние протестниот собир кој што ќе го правиме на 2 јуни
го правиме на една година од избор на владата. Владата беше избрана на 1 јуни минатата година и тогаш ти кажеме сите овие забелешки кои што јас сега само ги начнав во вашата емисија. Јасно ќе посочиме колку не се работи во дадени сектори, но нема да има само критика, туку ќе има и наша понуда каде мислиме дека државата треба да се движи во клучните области. Сметаме дека апсолутно во најголем дел од секторите оваа влада има промашувања, не работат доволно добро или не работат ништо министрите и останатите раководители и за тоа треба да понесат одговорност. Наша работа како опозиција е да го покажеме тоа, да го представиме на јавноста и секако после тоа ќе се бориме низ единствената алатка која што имаме, а тоа е собранието, да ја подобруваме работата на владата. Сметаме дека најдобро решение е тоа да се тестира на следни избори. Веројатно ќе имаме прилика заедно со претседателските да имаме парламентарни избори, каде што граѓаните ќе окажат своето мислење по однос на тоа колку владата работи или не работи во клучните животни прашања за граѓаните. Интересно, има таков политички договор, бидејќи се нема таков политички договор, но ВМРО ДПМНЕ апсолутно би било заедно со претседателските избори да има и парламентарни избори на кои што би ја попарале довербата да ја водиме Македонија. Јас ќе не за изборите, туку ќе го поддржам овој политички дискурс на опозицијата и навистина тоа е улогата на опозицијата, ако е тоа и со протести и на тематски кои што се однесуваат на работењето на владата и токму е тоа улогата. Морам да поддржам, односно поздравам нивното однесување во однос на прашањето на името, барем до сегашното, кое што беше конструктивно, и ако можам да искористам приликата уште еднаш да апелирам, доколку и антиалбанското го тргнат од нивниот наратив, мислам ќе бидат многу добра опозиција во наредниот период. По однос на антиалбанското, можам да кажам дека во моментов не постои, никај мене лично, никај раководството на партијата. Факт е дека во минатото и било употребувано и било злоупотребувано. Ги користам двата зборови, но во овој момент нити има такво расположение, нити има намера да се води таква политика. Одлично. Добро, благодарам вечер што бевте дел од 360 степени, се надам ќе се видиме во некој следен термин повторно. Ве поканувам да ја одгледаме и саботажата. Политичката математика потребна да биде решена равенката со неколку непознати, бара отстапки од однапред познатиот и очекуван пристап при незиното првично поставување, во кое беа исклучувани бројките кои изненадувачки сега се факторизираат како клуч за добивање на резултатот. ДПА е комплетно поклопена според мене од ВМРО ДПМНЕ. Тоа е некоја сушика коалиција, така нарече јавноста. Според моите докази и аргументи кои што ги имам, тоа е комплетно контролирано од Сашо Мјалков. Ваквите тврдења за јапонската кујна, чија рецептура се враќа на масата, никогаш сериозно не влијаеле врз тие што постојано сакале да имаат свое столче на неа. Присутни при секое кроење на мнозинското политичко оригами, со дефиниран стил и вкус, тие ниту еднаш не покажале каење за тоа што им се лепи камикази етикетата. Имате еден збор сорбите викат не си успел да ме узријаваш. Ознемирување нема ниту од другата страна и покрај сите непристојни и грди сведоштва за поведението на кое се мислеше дека конечно му дошол крајот. Не само што му се мислеше, туку за тоа беа давани и јавни, цврсти гаранции. Па, нели е доста? И од Амди Бајрам, и од Елвис Бајрам, доста е. Наспроти евидентната неконзистентност, најзачудувачка е високата одбивност од вакви атак на оние чинители кои изгледа имаат проблем со големината на мемориските картички, па алудирајќи на туѓата сега како актуелни владени партнери, забораваат на собствената улога и на хипокризијата која е карактеристика и на нивното политиканство. Вечерва сакам да излезам од оваа бина, дека ромскиот глас ќе иде Никола Груевски да постане повторно премиер на Република Македонија. Со оглед дека партиципацијата во претходната влада во комбинација со нивото на навреди и очигледно политичка виза за влез во кабинетот на Илинденска, не би било лошо да не се заборави уште еден од ликовите, кои ги задоволува тие високо поставени критериуми. Гледам едно зајче уплашено така скока овде-онде. Скока со едно мало торбиче. Се разбира, не би било никакво изненадување доколку во овие тревожни мигови
Трагајќи по сеопш консензус, не следува и некаква понуда за фигурите кои први појавија сомнеш дека никој освен нивниот премиер или председател не би можел со никого да седи на рамна нога. Ако еден ден биде премиер господинот Заев, од другата страна спроти него ќе треба да седне Меркел, ќе треба да седне Обама, ќе треба да седне Путин. А што ќе прави тогаш кога вие луѓе ќе бидат спроти него, како дете ќе прави шпаги? Расчекорена до таа мера, политиката се повеќе наликува на состојба во која е во тек крупна хируршка интервенција врз нејзините органи, ама без анестетици. Има некои кланици за добиток во Швајцарија кои сигурно колат добиток под похумани и похигиенични услови отколку што ние оперираме човечки екстремитети. И на крајот, сепак според некои тврдења, особено на представниците на југомарксистичката школа, имало и бетер. Не, Бугарија влезе на Европската унија, меѓутоа Бугарија е во тотален пршум. Не знам дали сте били па да видите што е од нивните некогашни така наречени економски социјалистички гиганти останат. Бугарија е полумртва земја. Оваа ампутација на вистината е во спротивност со реалноста. Освен за оние кои не покажуваат минимум свест и разбирање за тоа дека без тоа друштво, нивната може да биде тргната и од апаратите кои одржуваат по живот. Толку за вечерва, благодарам што бевте со нас. Ке се видиме повторно в понеделник од 22:30. Пријатно.